Добар ден, ова е најновата телма Амбуланта. Се менуваат ли нутритивните потреби кај мажите со возраста? Дали може со храна да се подобри нивото на тестостерон? Или да се влие на репродуктивното здравје? На бројот и квалитетот на сперматозоидите? Кои намирници на вистина се најкорисни за мажите кога работат физичка работа, наспроти оние кои што имаат канцелариска професија? И какви се најчестите грешки во исхраната што доведуваат до стомачна дебелина, односно до пивски стомак? Што треба да јаде просечниот маж? Како да го подобри здравјето и да ги препознае скриените ризици на декларациите на производите? Ке ни појасни Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Како и досега, ќе оставиме простор и за прашања од гледачите. Останете на телма. Во месецот на машкото здравје го поставуваме прашањето што треба да јадат мажите за да бидат витални и здрави. Разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добре ни дојдовте во телма Амбуланта и добар ден. Добар ден и добро ве најдов како и секогаш. Дали мажите имаат исти или пак различни потреби за исхрана во споредба со жените, односно имаат ли различни нутритивни потреби? Различни потреби за хранливи материи? Да, секако. И тоа некако како да не се обрнува доволно внимание на тоа, од проста причина што општите препораки за здрава исхрана и за потреби се, да речеме, во однос на нутриентите, витамините, минералите и другите хемиски соединенија, макронутриенти се тие, но уште од детската возраст веќе имаме различни насоки, табеларни, некаде веќе после 5-тата година се одвојуваат енергетските потреби, нутритивните потреби. Потоа тоа исто така понагласено е во пубертетот и станува уште понагласено во третото доба, така наречено, каде што секогаш се различни од едноставна причина што физиолошките процеси во организмот сепак на мажите и на жените се различни, ги минуваат различните физиолошки периоди во животот и нивните потреби се различни. Дали постои, дали се разликува потребата за одредени калории и протеини кај мажот со возраста, со годините? Генерално, општите препораки кои што се дадени научно, веќе одат до варијанта дека од одредена возраст веќе не ги менуваме. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека калориските потреби во подоцнежните години, зборуваме за 60+, поради помалата енергетска потрошувачка на организмот, генерално, треба да оди исто како што кај жените препорачуваме во менопаузата, значително малку да го намалат калорискиот внес. Истото се случува и треба да се случи и кај машката популација, затоа што едноставно метаболизмот веќе не е толку брз и тие за жал ја губат мускулната маса во подоцнежниот период на животот, иако пак истата таа мускулна маса антрополошки им помага во текот на животот за многу работи и на некој начин им дозволува да имаат потреба од поголем енергетски внес, вкупен калориски, од поголем внес на протеини, поради физиолошката конституција. Тоа значи дека со текот на годините мажите имаат тенденција побрзо да се поправат, исто како и жените? Точно, така. Со тоа што ние живееме сепак во едно обкружување каде што перцепцијата на поправањето на мажите во подоцнежните години, прво тие самите не го гледаат како естетски проблем, но што е пожално не го гледаат ни како здравствен проблем. Така, и нив доминира стомачата дебелина. Кај нив доминира и тие генерално од кога ќе се појави метаболниот синдром, од кога ќе биде откриен еден од 5 фактори на метаболниот синдром, бараат помош или одлучуваат да ги променат прехранбените навики. Жените, морам да кажам дека се нутритивно поосвестени од машката популација и тука генерално во таа доба кога мажот
во наводници е добро нахранет во подоснежните години, сушно се јавуваат и овие проблеми кои што потоа диетотерапевски со помош на исхрана треба да ги третираме ние од кога веќе ќе настане здравствениот проблем. Ајде да проговориме за стомачата дебелина кај мажите. Тие го нарекуваат стомакот пивски стомак. На што е последица? На исхраната, на хормоните, нели споминавте метаболен синдром, или пак можеби на алкохолот? Дали пивото предизвикува пивски стомак? Само пивото не предизвикува пивски стомак, меѓутоа бидејќи не гледа широка популација која не секогаш е многу стручна, ќе ретерирам малку во целата приказна, па ќе дадам едно објаснување. Мажите се како сонце. Нивниот биохемиски состав и нивните хормони кои што го движат метаболизмот со другите работи се како сонцето, значи изгреваат наутро, се движени од хормоните, сонцето заоѓа навечер, тие се рекуперираат и го повторуваат циклусот. И кај нив потребите се статични. Жените се како месечината, тие во текот на месецот поминуваат движени од хормоните, низ различни периоди и нивните нутритивни потреби имаат почеток, средина и крај. Во одреден период на животот, по престанување на сериозна физичка активност, мажите се ослободени антрополошки од количество на масти за разлика од жените. Значи, нивните хормони не се чуваат во масното ткиво, за разлика од тоа што жените ги чуваат своите хормони во мастоцитите, во масните клетки. Кај нив абдоминалната дебелина е исклучиво резултат на помала енергетска потрошувачка, а недоволен разновиден внес на квалитетни нутриенти и непревземање на промени во исхраната со текот на годините. Има ли некои конкретни продукти кои што се најголеми виновници за акумулирање на висцеларни масти во стомакот, кога станува збор за мажите? Значи, мажите генерално се помалку нутритивно освестени, ако можеме таков термин да дадеме. И тука најпрво би го рекла, значи, внесувањето на празни калории од типот на алкохол, исто така, многу влијае на појавување на тој стомак. Потоа, јаглените хидрати, шекерите, исто така влијаат во ситуација кога базалниот метаболизам се спушта, односно нивната мускулна маса не е веќе доминантна во движењето и потрошувачката на нутриентите. И тогаш типично кај нив се појавува абдоминалната дебелина и веројатно сме приметиле на овие средби кои ги имаме генерацијски, како во одреден период нашите генерацијски другари како наеднаш ќе се појават сите со абдоминална дебелина. Но морам да кажам дека абдоминалната, висцералната маст кај машката популација носи поголем ризик по здравјето отколку висцералната дебелина кај женската популација. Кај нив е директен вовед во метаболниот синдром и кога веќе имаме појава на висцерална дебелина кај машката популација, тоа значи дека веќе имаме најмалку 3 од факторите на метаболниот синдром. Хипертензијата, покачени нивоа на гликемија, хипертензијата. Впрочем, и машката популација е позагрозена од овој тип на заболување, на тоа сега во последно време го додаваме и замастениот црн дроб, кој што е директна последица на недобрите прехранбени навики. Што им советувате на мажите, што да променат во исхраната за да ја намалат стомачата дебелина? Јас морам да признам дека ретко имам прилика да советувам машка популација. Генерално машката популација е советувана преку жените кои што се грижат за нивното здравје. Преку сопругите. Сопругите најчесто, браќа, сестри и така натаму, кои што бараат помош во нивно име и најчестиот совет е да генерално
треба нутритивно да ги освестуваме мажите. Значи, прво е докажано научно дека оние работи, например, вие ретко кој маж можете да го убедите дека треба да користи целозрнени житарки. За жал, се смета за женски оброк. Исто така, во еден период, преголемиот внес на протеини, бидејќи протеините стана под светлата на рефлекторите последната деценија, не воведуваат во раст на мускулна маса во одреден животен период, доколку мажите не почнат да се занимаваат посериозно со физичка активност и забораваат на билните влакна. Всушност, 80% од висцералната дебелина кај мажите ќе биде спречена доколку салатата не ја конзумираат само како заедно со аперитивот, него се држат до препораките на 30 грама, впрочем нив им требаат 30 грама за разлика, нам жените ни требаат 25 грама билни влакна на ден. И недоволниот внес на билни влакна, на омега-3, незаситени масни киселини, е најбрзиот и најдобриот совет кај висцеларната дебелина, кај машката популација. А наизменичниот пост, интермитент фастинг, ќе помогне за да се намали стомачата дебелина? Сериозни студии на однос на тоа како фастингот делува джендер, значи по пол, немаме, меѓутоа искуствено морам да кажам дека имајќи во предвид дека висцералната дебелина зависи малку и од нашите животни и прехранбени навики, морам да признам дека оние кои што претендираат да не вечерат, а се од машка популација, имаат подобри резултати за разлика од жените кои што применуваат подолготрајно гладување. Онаа популација измеѓу, која што ја велам јас 40-60, се уште можат да работат на својата мускулна маса, во смисол на зголемување на мускулната маса, исто како и жените, но кај нив, за жал оди тоа, за наша жал оди со поголема леснотија. Кај нив препорачувам фастингот сепак да заврши со некој вид на протеин, бидејќи нивните можности, нивниот метаболизам дозволува да градат мускулна маса и во текот на рекуперација, односно да може на тој начин, значи да помогнат доколку сакат да направат мускулна маса, а впрочем одржувањето и градењето на мускулната маса е можеби најдобриот начин да се спречи абдоминалната дебелина кај машката популација. А колку протеини им се потребни на мажите кои што одлучиле да градат мускулна маса, да вежбаат? Има разлика во тоа дали и на кој начин тие се одлучиле да ја градат мускулната маса. Во зависност исто од возраста, веќе од пубертетските денови почнуваат да се разидуваат потребите за протеини и доколку кај женската популација е 0,8 по килограм телесна маса, кај мажите, кај машката популација веќе се качува до 1 грам, односно 1,2 грам по телесна маса протеини. Оние кои што сериозно посветуваат време на физичка активност, може да се качат до 1,4, а професионалните спортисти може да си дозволат да одат до 2 грама, доколку се, според мене, се што е над 1,6 грама протеини под телесна маса, веќе треба да оди во консултација со медицинско лице. Бидејќи вишокот на протеини, колку и да го примаме, не целиот се вградува во мускулна маса, во фаза на мирување. Професионалните спортисти може да си ги дозволат овие високи количини на протеини и рударите. И рударите, реков? И рударите. Каква исхрана се препорачува кај оние кои што имаат физичка активна работа, значи физичка работа? Еве, рударите ги споминавте, значи исхраната треба да биде слична како некој што вежба бодибилдинг, така?
Па јас би рекла, дури еден чекор понапред, исхраната кај рударите треба да биде таква како што е кај пациентите кои што се на интензивна нега, односно нивниот коефициент на потрошувачка е најголем, од проста причина што барем оние кои што се професионални спортисти вежбаат во средина богата со кислород, или би требало да вежбаат, и при дневна светлина, а рударите имаат дополнителна потрошувачка на енергија затоа што работат во темница и во средина во која што исклучително се внимава на Да, затоа исклучително се внимава и тука веќе протеините се кај професионалните спортисти, овдека најмногу ќе го споменам работењето со тежини. Повеќе од 10 години апелирам дека нема потреба да се преоптоварува организмот со толку многу протеини, дека е доволно тие да бидат адекватно поделени во текот на денот при секој оброк, дека не треба да се оди на повеќе од 1,5 по телесна маса, а инаку мускулната маса, освен со протеини, изголемен внес на протеини, се развива и со самата физичка активност. Внесот на протеини не е единствениот фактор кој што влијае на раст на мускулната маса. Тука веќе хормонскиот систем исто така се вклучува во тоа како една жена или како еден маж ќе гради мускулна маса. Ке треба ли да се хранат различно мажите кои што работат физичка работа наспроти оние кои што имаат канцелариска професија? Секако. Дури имам во искуство да жена која што е многу физички активна треба да се храни подеднакво како еден маж кој што има многу мала физичка активност. Физичката активност, потрошувачката на енергија, тука морам да ја сместам и умствената потрошувачка на енергија, зашто и таа црпи калории, енергија од нашиот организам, е многу различна. Генерално, ретко можеме да видиме машка популација во подоцнежни години која што се уште е на работно место, која бара голема физичка активност во текот на целото работно време, кое што има абдоминална дебелина. Така. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, добредојдени си вашите прашања, вашите дилеми поврзани со исхраната и здравието кај мажите. Ние продолжуваме понатаму. Надица, постојат ли некои прехранбени продукти, некои намирници кои што можат да влијат на нивото на тестостерон, на машкиот хормон во организмот? Постои ли тестостеронска диета? Кога се работи за пристап каде што веќе има докажани намалени нивоа на тестостерон, диетотерапевски се делува значи со храна која што е богата со витамини кои што се многу важни за тестостеронот, кој што пак е многу важен за квалитет на сперма, за општото репродуктивно здравје на мажот, и тука ги буткаме во поголема мера и количина намирниците кои што се богати со цинк и со селен. Исто така, машката популација многу помалку го проверува нивото на D-витамин во организмот, но секогаш кога интервенираме и со D-витамин, а D-витаминот оди во намирниците пак богати со омега-3, секогаш дава резултати кога треба диетотерапевски да делуваме. Значи, треба да обрнеме внимание на витамините кои што се, значи, цинкот, ајде да кажеме јатките, мажите многу помалку јадат јатки, но семките од тиква се најбогати, селенот, бразилскиот орев, потоа исто така бета-каротенот, и тој игра многу важна улога. Нагласена е потребата за одржување на здрави нивоа на тестостерон на Q10. Ќе ги вклучиме гледачите, а потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден! Добар ден! Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вас. Да прашам за внуче. Има 8 години, а има 42 кила. Добро. Мислам, вежба, оди на пливање, јадење, не јаде толку, еве лебот не го јаде, благо не го јаде. Готвам му така повеќе, јас сум му баба, готвам му повеќе, мислам, готвено така,
а никако да намалиме тежината. Што треба да направиме и каде да се јавиме? Така, ви благодарам за вклучувањето. Денешната гостинка е дипломиран нутриционист и ќе добиете одговор од аспект на нутриционизам. Повелете. Па, мислам дека веќе целата јавност знае дека јас на тој тип на деца апсолутно не препорачувам диети. Меѓутоа, мора да постои тука веќе нешто, значи, каде што, ако детето е доволно физички активно, најчесто се работи за количините. Може би не толку видот на исхрана, колку што се работи за количините. Уште и ако детето е физички активно, најчесто децата знаат да се прејадат после физичката активност и во овој случај јас многу во намирниците не би правела, бидејќи децата не треба да се ставаат во ситуација да се плашат од храната, ниту пак да се чувствуваат сегрегирани дека нешто не треба да јадат што нивните врсници јадат, меѓутоа треба да се контролира, да се оди на здрави сладки, кои што се сепак потребни десертите, но да се контролираат оброците и во вакви случаеви е многу важна честотата на оброците. Да нема прегладнување, односно во оброчување со почести и помали оброци, за да може да се одржува гладот на едно ниво. Така, голем предизвик е третирањето на телесната тежина кај деца, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ден. Повелете во програмата. Сакам прво да кажам дека сум пациент со мултипле. Така. Слушам овоа со исхранава. Значи, ја последнава година од оваа терапија примам тоа што ми е еднаш на 6 месеци, тоа е него со исхраната. Се префрлив на 90% на зелена исхрана. Благи работи не консумирам, него само мед од благи работи и по едно кафе на ден пијам. Па сакам околу исхраната, а иначе 60 годишен човек сум, дури на касни години ја патив болест. Па и бев некаде и скоро професионален спортист, па сакам околу тоа со исхраната, пошто и користам многу витамин Д. Така, високи дози витамин Д, предпоставувам, примате? Да. Така. И направивте драстична промена во исхраната. Прашањето ви е дали е тоа добар пристап, предпоставувам. И сакам да ја прашам гостинката околу селенот, природен селен, дали може уопште да се најде? Природен селен. Добро. Ви благодарам за поставените прашања во денешната емисија. Нади се што би можеле да дадете како совет? Последното со селенот е можеби тема за една цела емисија, каде можеме веќе да го најдеме селенот. Треба да се внимава, значи, доколку се застапени сите макронутриенти и комбинациите на храна, да речеме дека е неважно дали се работи за вегетаријанска, дали се работи за свежа исхрана и така натаму. Она каде што во случајов предпоставувам дека се работи за интерферонска терапија, предпоставувам, бидејќи рече еднаш во 6 месеци, треба да се внимава на внесот. Значи, постојат неколку работи кои што се многу добри за оваа состојба. Тоа е алата или алфа-липоичната киселина, омега-3 мастите. Тука треба, значи, да се најдат извори од каде што ќе се црпи, да, високи количини на D-витамин, многу Q10, да може мускулното влакно каде што да се држи во кондиција, јачината на мускулната маса, но она што преку храна би требало можеби да се додаде ако веќе не е додадено, бидејќи сепак се кажа само колку посто од храната е свежа, мора да се најдат извори. Значи, рибата мора да се внесе во исхраната, омега-3 масните киселини, ладноцедејното рибино масло, дури да се конзумира и како лек, маслото од ледено семе, значи сите оние кои што во себе имаат алфа-липоична олеинска киселина, маслото од нокниче, тоа е богато со липоинска киселина,
и тука доаѓаат овие миристинскава киселина, алфа-липоичната, веќе ја спомнав, линолеонската, значи омега-3 и целата фамилија на незаситени масни киселини е многу важна во третманот на оваа хронично заболување. Селенот подолго, повеќе од една декада, спаѓа во официјалните гајдлајнси кај третманот на овој тип на хронични заболувања. И да, точно е дека селенот, бидејќи го немаме веќе во почвата, најчесто го препорачуваме да се суплементира, меѓутоа се уште семките од тиква и бразилскиот орев се сметаат за најдобри природни извори на селен. Бразилскиот орев, додека стигна до нашата трпаза, колку од селенот ќе остане е прашање, меѓутоа остануваат сериозно од науката се уште препорачани како најдобри извори. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач, односно уште две. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ја прашам доктор, нутриционистот нешто? Повелете. Се слушаме? Да, ве слушаме одлично. Следете го само разговорот преку слушалката, ќе ве замолам. Кој е вашето прашање? Јас сум на Да, линија. вие сте, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Разговорот следете го преку слушалката. И го очекуваме прашањето. Ја имам хипотироида, До хипонамалена функција на тироидната жлезда. Да. И многу сум поправена. 87 кила. Примате терапија? Примам, да. Така. И сега ви е нормализирана состојбата на тироидните хормони? Добро. Значи нормализирана, но се уште имате проблем со покачена телесна тежина и предпоставам не можете да ја нормализирате. Тоа е многу чест проблем кај оние кои што имаат ваква намалена функција на тироидната жлезда. Ви благодарам. Не да многу, а се дебелим. Така е. Сега барате совет како да ја намалите телесната тежина, да ја нормализирате. Ви благодарам за вклучувањето. Надица, што ќе советувате? Значи, пак ќе се надоврземе на денешната тема за машкото здравје. Непријатно изненадени од појавата на автоимуните заболувања на тироидата и кај мажите во пораст, доминантно женско автоимуно заболување се сметаше. Но присутно е се почесто кај мажите. Се почесто почнува да биде присутна кај мажите, така да ќе ги склопиме работите. Самотиот третман на хипотиреозата, уште ако е пропратена со Хашимото, многу го намалува базалниот метаболизам. За да се спречи брзото лачење, значи на ТСХ-то, на хормонот, односно да се покачи, да се спречи делувањето на тироидниот хормон. Поголем проблем е задршката на течности. Од искуство, треба да се намалат јаглените хидрати и можеби оние протеински диети во наводници се најиздржана препорака кога се работи за третманот на хипотиреозата, поготово ако е препратена уште и со Хашимото, што значи дека треба да се намалат на минимум, да се исклучат простите шеќери, да се намалат јаглените хидрати генерално, но да се прибегне и кон диуретска храна, бидејќи спориот метаболизам дозволува задршка на течности. Многу често се добива тој пуфест, отечен изглед и генерално тука уште би требало, јас секогаш препорачувам, чајот нагданос. Не сум љубител на смутите, но зелениот те смутија ми давале во пракса неверојатно добар резултат и не нагла физичка активност, меѓутоа блага физичка активност која што ќе го пополни гапот, празнината од, значи на некој начин, на природен начин да се обидеме потрошувачката на енергија, импутот да го додадеме со благи физички активности. Прошетка, еве. Прошетка за брзано одење, така. Велосипед. Уште едно прашање да слушнеме во продолжение на денешната тема амбуланта, секако од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до Ви благодарам.
Јас имам 78 години и имам намалена функција на бубрезите пред 3 години. Функцијата ми е више пред степен мината. И сакам да ја прашам Надето, ја и се често јавувам, да ми каже што треба да јадам. Оти јас сега на сабајле знамо јадам палента, мали обруци на со протеини што има граф, леќа, месо никако, само 2 недели може би еднаш ќе земам малку пилешко месо, од бела помислам месо. Вода пием по 3 литри денеска. Така. Ве интересира каква треба да биде да кажем дека во сум вашиот случај? Диабетичар, имам тип 2, од тогаш го добив, пред 3 години. И диабетичар сте, меѓу другото имате намалена функција на бубрезите. Да. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е една сложена состојба. Сега не знам колку може вака телефонски имаме две здравствени состојби кои што она што треба за едното не треба за другото. Исклучително сложена ситуација. Исклучително, значи тоа се најтешки работи за еден нутриционист да ги најде заедничките именители кога кај диабетисот, значи јаглено-хидратната храна генерално ја контролираме, ја броиме да не речам, но пак кај бубрежната инсуфициенција ги броиме, односно ги кратиме протеините. Во моментот сметам дека диабетот може тип 2 да оди со лекови под поголема контрола и со исхрана. Меѓутоа, бубрежната инсуфициенција, според мене, диетотерапевски треба похитно да се внимава и да се решава. Бубрежната инсуфициенција е моја омилена тема што се однесува до исхраната. Прво би дала препорака. Таму каде што ја водат на нефрологија, точно според нивните испитувања да и се одреди количината на протеини која што треба во однос на незината состојба на бубрезите на дневно ниво на максимум да биде и таа да се подели на 4 пати. Да, може да се внесат протеини, точно како што зборува таа, но ако се дозволени, предпоставувам за овој степен, максимумот, предпоставувам, би требало да биде најмногу помеѓу 38 и 45 грама протеини на ден. Тие да не бидат во еден оброк, да се поделат, да не оптеретуваат, значи да биде по 7-8 грама протеини во текот на денот во секој оброк, за да не оптеретува бубрезите, наеднаш да треба да во деаминација, значи да ги преработат протеините, што значи дека парчето пилешко месо да се подели и за ручек и за вечера, бидејќи едно парче пилешко месо има околу 16, значи веќе сме дошле до половината. Нешто подобра е ситуацијата со протеините од растително потекло, но пак тие не се комплетни, а комплетни протеини, но и тие треба да се земат во предвид во целокупниот протеински внес. Што значи дека во денови кога се јаде претежно храна од растително потекло богата со протеини како што е гравот, например, во тој ден да не се конзумираат протеини од животинско потекло. Најмногу треба да се внимава на млечните производи, да се сведат на лесни, кисело млеко, јогурт, кефир, затоа што сирењата со себе носат на мала количина голем протеински внес. Така, прилично сложено, но очигледно кога здравето во прашање мора да се следат овие препораки. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Да. Благодарам. Сакам да прашам гостинката, јас сум оперирана од тироидеата, извадена ми е. Дали треба, хормоните ми се во нормала, дали би требало јас да примам селен и во кој ден од денот треба да се прима и дали здрава особа треба да, како суплемент, селенот да го консумира? И третото прашање ми е од пилешкото месо, поготово за деца,
Кој дел од пилешкото месо највише треба да го користат децата или опште не треба да се користи? Благодарам, прекрасна водителка, прекрасна гостинка. Ви благодарам и на вас за убавото прашање, за убавите прашања, во овој случај неколку ги поставивте. Ви благодарам за вклучувањето и што не следите. Надица, што можете да советувате? При хируршко отстранување на тироидата следи доживот на заместителна терапија. Предпоставувам дека гледачката ја зима. Спомена дека се во ред хормоните, значи... Да, предпоставувам дека ја зима, доколку е препорачана треба да ја зима, да не се оди на своја рака. Селенот, суплементирањето на селенот во денешни услови е секогаш добра идеја, но јас секогаш сметам дека како треба да добиваме специфични препораки за исхрана, така треба и малку стручно да бидеме посоветувани од тоа кој колку, која количина треба на одреден суплемент да ја користи, кога. Минералите како суплементи најдобро е да се конзумираат пред јадење, од проста причина што тие поминуваат низ еден процес на хелирање, односно примање на аминокиселини за да можат да бидат однесени на местото каде што ќе делуваат, или пак да се внимава на квалитетот на суплементите, односно тие веќе да бидат во хелатна состојба, за да може организмот, значи веќе ги има 2 аминокиселини, за да може да бидат однесени на вистинското место. Селенот влегува во повеќе од 90 биохемиски процеси во нашиот организам, како кофактор, како коензимски фактор, и во денешни услови доволно е што дишеме она што го дишеме по градовите, за да се појави потребата за суплементирање на одредени минерали, витамини и така натаму. Што се однесува до третото прашање, ќе ретерираме во месецот на машкото здравје, пилешкото месо. Доколку можеме да го најдеме, јас милувам да кажам кокошкино месо, не сакам пилешко месо, бидејќи младите меса, тоа е исто една тема која што може да се објаснува, младите меса се повеќе полни со хормони, бидејќи се во раст. Треба да знаеме за онаа популација помеѓу 5 и, па би рекла, 13-14 години. Мојата лична препорака е да се исклучи од храната, кај девојчињата имаме научни докази, студии, дека потпомагаат, не е единствен фактор, во појавата на преран пубертет, меѓутоа пак и кај машките и кај момчињата, исто така доведува до преголем внес на женски хормони. Ниту еден дел од пилешкото не можам да кажам дека посебно е заштитен од тоа, можеби белото месо, но мисиркиното месо од друга страна е многу помалку хормонски оптеретено од пилешкото месо, па би можело повремено, значи, да се внесува. Не постои нешто дека крилцата имаат повеќе хормони или копаните и белото месо. За жал, ние конзумираме, значи, индустријски растени пилиња кои што се полни со хормони за раст и ниту за момчињата, ниту за девојчињата се добри во оној период кога треба хормонски да го развиваат, значи, и понатаму врз основа на тој пубертетски период, значи, да развиваат добро хормонално здравје, да не речам репродуктивно здравје. Сега да се навратиме за исхраната и хормонското здравје кај мажите. Дали постојат одредени намирници кои што може да помогнат кај машкиот стерилитет, односно да има подобар спермограм поради начинот на исхрана? Поголем број на сперматозоиди со поголема подвижност? Има ли такви некои научни докази за поврзаноста на исхраната и стерилитетот кај машките? И тоа се исто така диетотерапии. И прво ќе почнам од она што треба да се исклучи, доколку сакаме да го подобриме спермограмот, подвижноста, квалитетот на спермата, целото репродуктивно здравје. Треба да се исклучи алкохол, треба да се исклучат цигари, научно докажано, и мора да се воведе физичка активност.
треба да се внимава и на електронскиот смог, односно подалеку телефоните, мажите за жал телефоните ги чуваат по џеповите. Значи телефоните не треба да бидат во близина. Постои докажаност дека секаде каде што има проблеми со спермограмот, нивоата на магнезиум, кога ќе се пристапи кон биохемиски испитувања, нивоата на магнезиум се намалени. Нивоата на Д витамин се намалени, што значи дека првата помош тука ќе дојде секогаш храна богата со магнезиум или магнезиум, потоа исто така доаѓаат омега-3, масните киселини, цинкот е тука, Q10 оди обавезна суплементација кога третираме и кога работам диетотерапија за машката плодност. Тие се општите насоки и пак ќе се навратам. Квалитетот на репродуктивното здравје зависи и од другите биохемиски анализи. Работиме и на замастен црн дроб, намалување на триглицеридите, намалување на висцералните масти. Така комплетното здравје влие чекор наназад кон средување на другите хроницитети, хипертензија, она што зборувавме, метаболниот. А дали со исхрана може да се влие на сексуалното здравје кај мажот? Тоа да, но треба да оди паралелно и со ова другото. Инаку да, како диетотерапија, правиме насоки каде што го зголемуваме внесот на овие, да кажам, витамини и минерали и други состојки. Постојат и одредени, тука и фитотерапијата помага, но најмногу зависи од магнезиумот, од цинкот, ликопенот, го заборавив, значи во црвениот домат, Q10 и од омега-3. Сите знаеме дека стресот влие врз апетитот. Дали тоа значи и кај мажите може да го зголеми? И дали е вистина дека мажите во стресни ситуации полесно посегнуваат по брза храна? Мислам дека во стресни ситуации сите посегнуваме полесно кон брза храна, но не мислам дека стресот е тригер за брзата храна. А психолошката состојба не тера да ни се повишува сензорната потреба од храна, да ја почувствуваме сензорно храната, да се надразниме сензорно со солено, кисело и најчесто мрсно или благо. И најчесто брзата храна е адекватна на таа наша потреба. Стресот ги пореметува нашите прехранбени навики, тоа е веќе и научно докажано. Пореметува исто така и нашата природно дадено, дали сме сити или сме гладни. Подеднакво ги допира и мажите и жените. Јас сметам дека посериозно е решавањето на стресот кај мажите со алкохол, бидејќи мажите традиционално кај нас сметаат дека алкохолот релаксира. Така, една чашка ракиичка со салата за е тоа за опуштање, или пак некој за почеток на денот, некој го завршува денот на таков начин. Немаме веќе време, имав уште неколку прашања кои што можеби беа интересни, само и ве сосема на кратко сметате ли дека треба да ги читаат декларациите на производите што ги купуваат, колку често тоа го прават, на што да внимаваат, во една реченица? Мажите може да не слушаат денеска и да знаат дека им треба селен, но не знаат каде го има селенот. Треба и да читаат декларации, треба и да бидат малку по-освестени во тоа во која намирница, каде ги има намирниците, за да знаат што да конзумираат. Надица, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Проговоривме за машкото здравје, но и за женското, па и детското воедно, бидејќи гледачите ни поставија и такви прашања. Ми беше задоволство како и секогаш. Почитувани, ова беше се за денеска. Ви благодарам што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.